Не заборавајќи ја трагедијата на своите предци, прадедовци, дедовци, родители, роднини, пријатели, денешните дојранчани со тага во срцата, но и со голема чест и гордост им оддаваат почит и благодарност на своите претходници, посебно на одделни истакнати дојрански великани од минатото, почнувајќи од времето на македонската преродба, па се до годините на слободен и достоинствен живот. Покрај предвесникот на македонската национална и културна преродба и родоначалник на преродбенското движење кај јужнословенските народи, како и родоначалник на словенската писменост Христофор Жефаровиќ, познат по неговата епохално херолдично дело Стематографија, во Дојран и Дојранско свој придонес за преродбенското дело има и основачот на македонското печатарство и книгоиздателство Теодосиј Синаицки. Тој е основачот на првата македонска кирилска печатница во Солун 1838 година и на првото книгоиздателство на творби на македонски народен јазик. Во Теодосијевата печатница во периодот 1838-1842 година се напечатени 6 книги на македонски народен јазик. Во една од нив, односно во книгата Утешение грешним од Кирил Тејчиновиќ, Теодосиј Синаицки е автор на така нареченото предисловие или предговор. Почитувани присутни. Во периодот меѓу двете светски војни, Дојран се гордееше и со уште двајца своји видни граѓани, истакнати великани на своето време, во кое што живееја и ги создаваа своите значајни книжевни дела. Тоа се писателите Антон Панов и Ѓорги Абаџиев. Првиот е повеќе познат по својата битова драма Печалбари, а вториот стана популарен со неколкуте своји книжевни дела, претежно со историска содржина. Од творештвото на книжевниот историчар Ѓорги Абаџиев ќе го спомнам популарниот расказ Табатерата, а од романите Арамиското гнездо и Пустина. Почитувани, со почит кон четворицата наши предци, кои како истакнати културни дејци го слават името на Дојран, не само низ просторите на Македонија, туку и пошироко на Балканот и во Европа, денеска со повод се собравме на ова историско место пред спомен бистите на нашите великани, подигнати по донесената историска одлука од Советот на општина Дојран и нејзиниот актуелен градоначалник господин Гливор Чабулев. Нивниот творечки дух и нивните значајни дела живеат и вечно ќе живеат во мислите и во сеќавањето на сите нас, нивните сограѓани, при тоа не само кај денешните генерации, туку и кај идните поколенија на крајезерскиот град. Вечна им благодарност, почит и слава на четвориците наши почитувани и ценети предци, познати дејци од македонската културна историја. Вечна им памет. Роден во Дојран кон крајот на 18 век, потекнува од македонско родолюбиво семејство. Се школувал во грчки училишта, а уметничкиот и географскиот занаед ги изучил во Света Гора и Солун. Живеел и работел како ликовен уметник, географ во Белград, Пешта и Виена. Но најголема слава стекнува со граверската, бакареретачката и печатарската дејност. Овој талентиран живописец, печатар и книгописец ги создал делата Исторот, граматиката и епохалното дело Стематографијата. Тој е стожер во македонската културна историја и прв македонски хералдичар. Токму поради неговиот придонес, денес ја откриваме бистата на Христофор Жефаровиќ.
Положникот на македонското печатарство и книгоиздателство е роден во Дојран 1780 година или околу 1 век подоцна од Христобер Шефаровиќ. Учел духовно училиште во Цариград, но подоцна се вратил во Дојран и бил ракоположен за свештеник. Покрај свештеничката служба вршила и учителска дејност, односно ги подучила децата на имотните дојранчани. Во 1838 година отворил печатница во Солун, која всушност била и прва печатница во Македонија. Од 1838 до 1842 година во неа били испечатени 6 книги на македонски народен јазик. Автор е на така нареченото предисловие или предговор кон книгата Учение грешним од Кирил Печиновик. Теодосиј Синаицки е заслужниот дојранчанец на кого денес општина Дојран му поставува спомен бистус. Роден во Дојран на 13 април 1906 година. Основното образование го започнува во Дојран на српски јазик, а гимназиското образование го започнува во Белград, каде работи во хурот на Белградската опера. Со писателска дејност почнува да се занимава уште во младежките години. Во 1933 година ја напишува битовата драма Печалбари. По повод прославата на 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, писател во 1967 година ја доби наградата за животно дело, една од највисоките награди во Сојузна Република Југославија. Антон Панов е писател од општина Дојран го слави и во негова чест денес откриваме биста со неговиот лик. Овој е македонски писател, историчар, новинар и публицист, роден во Дојран на 7 октомври 1910 година. Автор на неколку значајни книги за македонската историографија и литература. Основоположник и на историската белетристика кај нас. Негови најпознати дела се збирка раскази Трути луѓе, расказ од двајца другари, збирките раскази Изгрев и епопеја на ножот и романите Последна средба, Арамиско гнездо и Пустина. Добитник е на високата октомвриска награда во 1962 година. Во чест на неговата работа, неговиот лик и дело, денес се откриваме бистата на Ѓорѓе Абаџиев. Ние го покануваме градоначалникот на општина Дојран, господинот Игор Чепулев, да ни се обратува. Почитувани присутни, дами и господа, доколку не би постоеле големите луѓе и големите датуми во историјата на Македонија, и се изгубила можноста за наше претежување меѓу нациите. Бидејќи без нивните подвизи, дела и херојства би била празна историја и културата на нашиот народ. Почитувани присутни, денеска Дојран прославува еден таков голем ден. Денеска е 5 ноември, денот на ослободување на Дојран. Токму тој повод откривме бистина истакнати македонски дејци, нешто што ќе не подсетва дека на ова тло живееле, твореле и дејствувале луѓе кои со голем жар во срцето, луѓе кои сакале да придонесат за развојот на Дојран во она поле во кое најмногу умееле. Да пробаме да се огледаме на делата на овие луѓе, да пробаме макар и на кратки стази да ги пратиме нивните чекори и сите заедно, корак по корак, да придонесеме за развој на местото кое го сакаме и во кое живееме. Дојран во минатото ги даде овие великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со голема почит.
Дојран и сега создава големи, подуши и непокорливи херои, кои верувам би биле подготвени за саможртвување пред споменот и ликот на кој ни симнуваме капа. За среќа, нашето место и денес има личности со кои може да се гордим. Пред 4 години ја восстановивме наградата 5 ноември. За овој изминат период плакети за постигнати резултати добија видни дојранчани. Традицијата да се грижиме за луѓето кои се грижат за угледот на Дојран ја одржуваме и годинава, а се надевам дека ќе се одржува и во наредните години и после моето градоначалствување. Нека е честит денот на ослободувањето на Дојран, да сте живи, здрави и да бидете во добра мисла. Благодарам. Во областа на стопанството годинава ја доделуваме на фирмата која се залага за имплементација на стратегијата за рурален развој во општина Дојран, односно поведување на медитеранските култури со посебен акцент на маслинката во дојранското подлемје. Чест ми е плакетата за особен придонес во областа на стопанството да ја доделиме на фирмата за производство и преработка на маслинки KM Company од Нов Дојран. Затоа што представници од семејството Кирови нема, плакетата ќе ми ја доделиме подоцна. А понатаму плакета за особен придонес во областа на културата годинава ќе ја доделиме на големиот дојрански звоничар на настаните, кои се случиле на ова поднебје од областа на историјата, културата, традицијата, етнографијата и така натаму. Нашиот дојранчанец, кој е роден овде и одгледан во дојранска фамилија, со традиционално дојранско воспитување и високо стекнато образование, но пред се човек со голема приврзаност кон родниот крај, кој го принудила да истражува за минатото на неговото родно огниште. Неговиот талент и придонесот за Дојран пред малку го видовте на дело, а сега го покануваме господинот Костадин Кајдамов да ја подигне плакетата за особен придонес во областа на културата. Благодарам. На спортот. Ја доделуваме на младиот дојранчанец кој првите фудбалски чекори ги направи на стадионот во Нов Дојран. Но како и секој млад човек, желбата за афирмација го натера своето фудбалско знаење да го искаже во клубови од повисока категорија, вклучително и значајни фудбалски клубови надвор од државата. Тој е единствениот дојранчанец кој заиграл во македонскиот национален дрес и под химната на Република Македонија одигра 45 надпревари. Го покануваме господинот Горан Мазнов, а доколку не е тука, представници од неговото семејство да ја подигнат плакетата. Од особено значење за развојот на општините е почитувањето на законот за меѓуопштинска соработка. Општина Дојран има високо продуктивна меѓуопштинска соработка со општина Кисела Вода, а за тој развој секако заслужен е градоначалникот. Го покануваме господин Маријан Ѓорчев или негови представници да ја подигнат плакетата. Му се заблагодаруваме на господинот Мајкл Спигл и во знак на признање му доделуваме благодарница. И посебен придонес на благодарност на семејството Аберчиев, културното, историското и политичкото богатство кое ни го оставја, кој ни го остави познатиот дојранчанец Ѓорѓе Абаџиев, благодарница доделуваме на господја Сонја Абаџиева. Колко време е да се спомни да се дарате почитувани присутни дојранчани, мојот татко би бил сигурно пресреќен да беше жив и сега да види како се чествува неговото име, како поднеси на неговиот град кон него. Благодарам на сите, особено на градоначалникот на градот Дојран.